Токму така, драги, денеска во Велес имаше настан Министерството за култура, каде што нели треба да се згрижат сите оние културни наследства што се оставени во овој град. Затоа повеќе разговараме со министерската Канчевска Милевска министерка каков настанот беше денеска во Велес и што се случуваше. Па добро, значи во Велес се одбележуваше еден значаен јубилеј, 145 години од раѓањето на Васил Главинов и 85 години од неговата смрт. Се разбира за една значајна историска личност која што има оставено значителен белег за историјата на не само на Велес, нели на целата наша држава, како личност која што се борел за човековите права и човековото достоинство. Патронатот, основното училиште Васил Главинов го одбележуваше патронатот, така да имаше навистина доста еден значаен настан од страна на самите ученици во самата куќа каде што е роден Васил Главинов. Еден интересен историски настан кој што сепак морам да кажам не потсети за борбеноста, за силата, за идеалот кој што ги носеле сите овие личности, се разбира за нашата држава Македонија. Токму значи во рамките на овој одбележувањето на овој јубилеј, значи ние како Министерство за култура информиравме дека ќе се откупи вториот дел од куќата на Васил Главинов, значи бидејќи тие две куќи се една до друга, така да оваа година ќе се откупи и таа куќа се со цел да таа музејска поставка и тој музеј биде онака како што треба и се стави нели во една туристичка голема промоција и посетеност не само од граѓаните, туку и пошироко од светот. Една од поголемите инвестиции на Министерството за култура и владата се и театрите. Каква е посетеност сега на новиот Македонски народен театар? Па добро, изградбата морам да кажам на стариот ние како што го кажуваме театар, бидејќи е изграден или на истото место каде што постоел, има навистина исклучително значење и од културолошки, од историски аспект, се разбира и од уметнички. Морам да напоменам со отварањето театарот успешно функционира. До сега, значи, од премиерата на 7 декември Вечната куќа до сега се изиграни над 40 представи и посетеноста е огромна, негде бројките значи што ги добивме од самата институција се негде над 23.000 посетители имаат дојдено да ги видат овие представи. Мене ме радува што две премиери веќе се направија, се работи на третата премиера и една морам да кажам премиера на малата сцена. Сега се работи на четвртата поред премиера од страна на режисерот Славенски. Потоа доаѓа странскиот режисер Жолдак, па доаѓа Иван Поповски, Зоја Бузалкова, нормално значи репертоарот целосен согласно годишната програма, но и целокупниот репертоар од страна на Македонскиот народен театар веќе е префрлен во новиот објект. Театарот има најсовремена сценска технологија, аудио, видео опрема, осветлување, технологија значи на самата сцена, тоа можевме да го видиме и при самата премиера, значи одлична можност за нашите уметници покри условите за работа да имаат можност да режираат на една таква светска сцена, да работат копродукции со други театри. Тоа можеме сега да го видиме и во јуни, кога ќе биде отворен првиот меѓународен театарски фестивал од страна на Македонскиот народен театар, каде што ќе видиме голем број на театарски представи и од регионот и од светот, така да таа технологија сценска што поседува театарот, акустички можности, аудиовизуелна опрема ќе можеме да видиме на овој фестивал. Накратко, кои се другите инвестиции од страна на Министерството за култура? Добро, знаете, голем број се инвестициите и морам да кажам за прв пат владата вложува огромен и должна почит и инвестиции значи во делот на културата. Досега од осамостојувањето на Република Македонија мислам дека не постоеле вакви инвестиции во делот на културата. Ние продолжуваме, значи делот тие инвестиции се отворија, продолжуваме сега оваа година се очекува во првиот нели дел од годината да се отвори театарот во Велес, следува потоа археолошкиот музеј како покрупни инвестиции. Продолжуваме со изградбата на концертната сала за Македонската филхармонија, веќе се избрани две фирми кои што ќе го довршат објектот, се воведени во работа, така да негде до крајот на 2015 се очекува да се заврши концертната сала. За Македонската филхармонија има и други инвестиции, бидејќи водиме сметка за еден локален културен инвестициски развој во другите градови. Ќе се започне со инвестиција значи во Валандово, на Домот на културата, каде што имаме еден значаен фестивал, нели Валандово фолк фестивалот. Имаме инвестиции во Домот на култура во Кисела вода, каде што еве
во партнерство со локалната општина ќе продолжиме во делот на инвестициите, во Делчево, во Прилеп. Знаете дека во изминатиот период имаше значајни инвестиции во голем број на институции каде што се отворија многу важни поставки во самите институции. Веќе спомнам во Штип. Значи Штип сега поседува и археолошка, и етнолошка, и историска поставка. Прилеп, Битола доби посебна награда нели за самата поставка која што поседува значи градот како значајно културно јадро. Продолжуваме со инвестиција во делот на фасадите на старите градски јадра, нешто што е од особена важност. Знаете дека во Крушево се завршија околу 4 фасади, во Прилеп се продолжува, во Скопје на улица Илинденска продолжуваме со тој значаен проект околу обнова на фасадите, се со цел да се добие да се врати сјајот на архитектонското наследство кое што го поседуваме, така да инвестициите се големи, некогаш и може нешто и да се заборави во тој дел, но сепак културата е нешто што е од огромна важност за самата држава и навистина она што го вложува владата, мислам дека и идните генерации што доаѓаат по нас ќе имаат еден голем бенефит. Министерке, ви благодарам за гостувањето на Вестите во Канал 5.